Македонските универзитети повторно ги немаше во првите 1000 најдобри на Шангајската листа. Во последните 3 години и Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно УКИМ, забележа пат од 47 места во однос на минатата година. Тема за која што треба да дискутираме не само кога ќе се објават статистиките од Шангајската листа, туку и 12 месеци во годината и конечно да почнеме нешто да превземаме по ова прашање. Повеќе одговори на дел од прашањата кои што ги имаме за оваа тема утрово, бараме од нашиот гостин и соговорник, господинот Петар Атанасов, професор по социологија и комуникација при УКИМ. Добро утро и добро ни дојдовте, професоре. Добро утро, благодарам за поканата. Има што да се зборува на оваа тема, верувам во следниве 15-20 минути ќе дадеме одговори на дел од најактуелните прашања, но и ќе дадеме насоки од професорска гледна точка на тоа на каде се движи образованието и што треба да промениме, а грешевме изминативе 30 на години за да дојдеме до овие податоци сега. Би сакал прво да ги истакнеме неколкуте околности кои што доведуваат до вакви, за жал морам да се изразам, и поразителни резултати веќе години и години. За тоа не е само од сега 2022 година. Тоа се реални резултати. Јас во изминативе неколку дена дадов 2 интервјуа и гледам предизвика повторно внимание. Се обидувам да кажам што повеќе фактори. Еве, кај вас би одел директно на најважниот фактор или најважната причина зошто нашите универзитети паѓаат и не се добро позиционирани на овие светски ранг листи, кои се неколку, не е само Шангај, Веботроникс, има неколку рангирања. Значи, светот навлезе или ја создаде и третата генерација на универзитети, а ние се уште, нашите најдобри универзитети се во првата генерација, и ние сме се уште кај едукацијата, кај наставата, кај предавањата. Доминантно се бавиме со таа прва генерација на универзитет, каде што се пренесува знаење на некого во општеството, на студентите. Се бавиме со настава. Втората генерација на универзитети влегува во истражувања. Тоа веќе има добри 5, 6, 7 децении. Да речеме, добри 50 години се вложува во научно-истражувачка работа, во ресерч, во развој, во иновации. Ние тој момент го немаме. Или па, еве да кажам дека на УКИМ, од тие 23 факултети, може да најдете 3-4 факултети каде што нешто се случува, некакви истражувања поврзани со државата, со странски фондови, со Еразмус и така натаму. И третата генерација на универзитет е универзитетот кој влијае во општеството. Универзитетот кој има свој импакт во општеството и во социолошка смисла, и во технолошка смисла. Професорите се познати или пак нивниот труд е валоризиран и сето тоа се користи не само во комерцијализација на она што апликативните факултети го прават, туку и во оние меки општествени науки каде што, знаете, демократијата стана многу важна, општеството, општествената интеграција. Дури и тие елементи, че може да се влие во општеството, но за тоа е потребна, за да влезете од прва во втора генерација во истражување, потребна е поддршка од институциите, која ние немаме. А за влијание во општеството потребни се многу повеќе и фактори, околности и причини, но ние се уште како универзитети и затоа не сме добро пласирани, се уште сме кај наставата. Не сме целосно влезени во втора генерација на универзитети. Во втора генерација се веќе влезени неколку универзитети на Балканот, што нам ни се познати, Белградскиот, Загребскиот, Словенечкиот, па дури и некои помали универзитети каде што веќе институциите, државата вложува во нив. И знаете, за да произведете еден научник, професор-научник, ви е потребно над 20 години. Ако не вложувате во него, во неа, не можете да имате резултати. Тоа ви исто да појаснам за публиката, за веројатно имате различни и возрасти, провиненции што не слушаат, исто како еден лекар-специјалист. Имате еден суб-специјалист, врвен, познат, одличен, кој што е баран, кој што има навистина високи перформанси и квалитети. Ви е потребно многу вложувања, многу ресурси, контакти со своји колеги, објавување можеби на нивните трудови и така натаму и така натаму. Воопшто не е лесно. Институциите кај нас, државата, не вложува и не направивме трансфер во оваа втора генерација, за потоа природно да влеземе и во третата генерација, а тоа се веќе високи достигнување
и одлични резултати и не може секој универзитет тоа да го направи. Но успех би било да влеземе во втората генерација. Вака, слушајќи ве внимателно, можеме да констатираме од првиот одговор на прашањето дека треба да почнеме веднаш од сега да работиме за да за 10 на 15 или 20 години од сега веќе ги почувствуваме првите резултати за оваа втора генерација на универзитети. Може и побрзо. Значи, овие рангирања се прават на годишно ниво. Веќе следната година ние можеме да направиме многу подобар резултат. Знаете, има илјадници часописи каде што може да се објавува. Можеби не во врвните списанија или научни журнали, но има неколку илјади списанија кои се рангирани и на Шенгенската листа, и на Веботроникс, на европските агрегати овие што имаат индексирани списанија. Може многу побрзо, но мора да има влог во научно-истражувачка работа. Ако немате што да објавувате. За среќа постојат апликативни дејности, постојат универзитети кои немаа некои страшни пресврти и падови во овие 30 години, например природните науки си го задржаат својот чекор, медицинските науки, но има науки кои тешко фаќаат приклучок. И тешко е да се влезе во тие кругови. Еве, например, мојот институт за социолошки и политичко-правни истражувања не е член, но ја лично сум член во повеќе сектори, сум основач на едно списание кое е добро котирано, индексирано, не во Врните, ама во овој регион. И пред известно време, лично пред година и пол, се зачленив во тој Европски конзорциум за политички истражувања, индивидуално се зачленив. Ме познаваат колегите во регионот, познато е што работам, познати се моите истражувања, имам објавувано кога сум имал што да објавувам. И се пријавив една тема која прифатија за една онлайн конференција, тоа беше пред 6 месеци. Замислите, јас сум сениор професор, не сум млад, не се вложува сега во мене, треба јас нели да покажам што знам. И беше побарано 500 фунти, англиски фунти, само да го представам таа тема на таа онлайн конференција. Па јас немам плата толкава. Треба да постојат буџети кои нам ќе ни овозможат и да истражуваме, и да настапуваме, и да пишуваме. Без таква поддршка нема одлучни резултати. Знаете, за наједноставно да кажам, тоа е Лига на шампиони таму. Има високи нивоа, високи лиги, има средни лиги. За да бидете таму треба вложување. Најважно е вложувањето во индивидуалецот, професор, истражувач. Чи овие ранг листи се правени врз основа на професори, истражувачи кои објавуваат. Не се институциите или универзитетите. И потоа се бројат тие. И на годишно ниво се бројат. Значи, можеме за кратко време да бидеме пласирани. Но ние веќе подолго време, мислам дека нашиот најдобар резултат беше пред 10-15 години. УКИМ, Универзитетот Свети Кирил и Методи, како најдобар универзитет, да не го заборавиме тоа, беше на околу 1000-1100 место. Сега сме ужасно многу подоле, затоа што системските услови и решенија не ни дозволуваат подобро да работиме. А и нашата професија веќе не е престижна. Младите не се тепаат и не се борат да дојдат да бидат асистенти на универзитет. Асистент на универзитет, кај нас, на јавен универзитет, зима помалку од просечната плата. Тој човек во следните 20 години не може да вложува во себе ако некој не вложи во него. Доцент на јавен универзитет има околу просекот на државата. А видите како дека скапо стана да се живее во Скопје, воопшто станаат скапи трошоците, а тек да се вложува. Ви кажав само за еден момент од мојата кариера, каде што навистина се потребни многу ресурси, не се вложува едноставно. Може да се направи резултат за кратко време, но потребно е стратегија, памет и нормално работа. Така. Ги споменавме, ќе преминам на уште еден значаен фактор кој што го истакнувате, но сакам бидејќи го споменавме рангирањето на регионалните универзитети кои што не обкружуваат Љубљана, Загреб, Атина. Толку ли е тешко да нели секогаш велат послабите го земаат примерот од подобрите? Во случајот мора да си ја признаеме вистината дека универзитетите кои што некогаш биле на листата, можеби тука некаде со нас, веќе исплива далеку кон површината. Тешко ли е да се земе нивниот пример, нивните искуства, за да се преточи познати кај нас? условите за работа на Белградскиот универзитет и на Љубљанскиот универзитет. Со децении таму тие наши колеги имаат соработка со странски универзитети. Државата има редовни буџети кои им ги прави достапни и на индивидуално ниво, и за лични истражувања, и за објавување на монографии научни, и за учебници, но и истражувања кои на годишно ниво се финансираат. Јас знам најмалку 3 институти слични како мојот во Белград, при Белградскиот универзитет и посебни индивидуални институти, каде што државата редовно ги финансира нивните истражувања и луѓето објавуваат.
Не може ако не се создадат услови за такви истражувања да се објавува. Што ќе објавите? Не можете да гледате телевизија и да објавите научен труд. Потребна е работа. Потребно да стигнете некаде во една тема, во една област. И ние, јас како професор, можам или сум покрил една-две теми најмногу, една област. И тука, ако стигнете до некаде, ќе објавите еднаш, два пати, три пати. Ама овде се бара секоја година објавување. Тимовите да работат тоа. Потребни се системски и редовни вложувања, како што се случува во Белград, во Загреб, а богами и во некои помали регионални универзитети, не знам, во Романија, во Србија, во Словенија, веќе се рангирани исто во првите 1000. Иако Љубљанскиот најдобро котира на таа Веботроникс мрежа, индексирани научни списанија, таа европска мрежа, тука најмногу котира, ние и тука сме ниско, мислам дека сме 1580 место, не сме ни во првите 500.000. Значи, не е тешко, потребно е вложување, потребно е многу работа и некаков престиж од општеството. Значи, ако се почитувани лекарите специјалисти, ако се вложи толку во судството, во академијата, на универзитетите не се вложи многу пари. За жал се потрошија многу пари. Македонија нема сила и капацитети за 23 универзитети кои ги има на листата, имаме 6 јавни универзитети, ние немаме сила за повеќе од 2-3 добри јавни универзитети, државни универзитети. Ние немаме капацитети професори за 6, а камоли за повеќе универзитети. Мора да се концентрира квалитетот таму каде што најмногу има услови да се произведе она што го бара и светот, но и кај нас. Колку, кога веќе зборуваме на оваа тема, колку отворањето на многу нови, чинам беа дисперзирани студии, така се нарекува, ако грешам ќе ме поправите, пред многу години низ градовите, низ Македонија, исто така влијае врз квалитетот на целосното образование на факултетите. Тогаш од јавноста пред многу години, кога се отвараа по градовите, тоа беше дочекано со, позитивен одек во јавноста. Меѓутоа, години после тоа, гледаме што ни се случува на Шангајската листа. Дали се разводени, можеби, на тој начин? Не е лесен одговорот на ова прашање. Има и позитивни и негативни елементи. Позитивни елементи тогаш владата ги правдаше со некакво вложување надвор од Скопје, што е точно, се е концентрирано во Скопје, немаше ништо надвор. Штипскиот универзитет или универзитетот Гоце Делчев покажа дека е добар проект, дека може да концентрира кадри. Јас познавам луѓе од Скопје, професори, добри експерти, професионалци, што полека гравитираат или предаваат на Штипскиот универзитет. Значи, тоа беше позитивно. Не беше позитивно гимназискиот модел на одење некаде во некој мал град, каде што нема услови ни за добра гимназија, камоли за универзитет, тој дел не беше добар и полека сгасна. Природно сгасна затоа што тој квалитет не може да се одржи и професорите се уморија. Но еден град како Штип, како Битола, па и Тетово, можеби може да држи квалитет, можеби да концентрира, но сепак мора да имаме елитен универзитет. Единствен универзитет кој има услови и елитен да биде, тоа е Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тука треба државата, институциите да дадат целосна поддршка. Тука може најголем да се оствари институционално универзитетски најголем пробив и успех. Но сепак кажувам дека за овие рангирања потребни се вложувања во некој индивидуален професор истражувач кој има мотивација, квалитет и сака да се надпреварува на едно такво ниво. И можеби нема да ме праша јас да ви кажам што се бавам јас или сите ние. Имаме најмалку 5 работи професорите на овие големи универзитети со кои се бавиме. Ние предаваме, имаме едукативна дејност. Ние истражуваме по вокација на нашата природа да истражуваме, да правиме нешто. Трето, треба да оставиме наследство, 1-2 асистенти, да издокторираме неколку луѓе, да бидат квалитетни, да придонесеме во општеството. Потоа, четврта наша функција да објавуваме. Не само овие престижни, тоа е само еден елемент да покажете дека вашиот универзитет вреди, има поединци кои може да се надпреваруваат и е таму. Тоа е важно, но треба и да се објавуваат добри учебници, добри монографии од научни истражувања, но и многу повеќе и домашни, не само на англиски јазик, и домашни научни трудови кои ќе покажуваат на овие креатори и политики каде грешат, не грешат, поддршка да им се даде, да им се отвори пат. И петата функција, нашето влијание во општеството, за она што зборав за третата генерација на универзитети. Мора нашата дејност да има импакт, мора да има влијание врз иновациите, врз истражувањата, врз апликативната дејност, врз науката, во академијата и така натаму и така натаму. Ако влијаеме, тогаш мислам дека и повеќе ќе бидеме почитувани од општеството. На тој начин сите овие дејности би се вклопиле. Не е лесна оваа задача, не може секој да ја оствари, затоа треба
една поголема критичност при влез во една ваква институција. И еден абсурд да ви кажам, од овие 6 наши професори што се елитни и што се најмногу цитирани, кои пред неколку известно време на Стенфордската листа котираат во 2% најцитирани професори во светот, научници, тројца се од Институтот за хемија при УКИМ, од Природо-математичкиот факултет, од Институтот за хемија. Значи, тројца од 6 се од таму. На Институтот за хемија 10-15 години немаше примено асистент. Остареа луѓето, отидоа во пензија, еден асистент немаше. Се уште тројца професори од таму беа вољни, има мотивација да се надпреваруваат од овие 6. Значи, ако примите 10 асистенти, може би професори таму ќе ја пренесат и искуството и знаењето. Професорот Валентин Мирчевски, еден од нив, ја лично го познавам, одржа едно извонредно предавање на докторските студии на УКИМ пред една година, година и пол, две, каде што го кажуваше колку е макотрпен патот да се обиде во едно елитно списание. Понекогаш требаат 1 до 2 години за една статија да ве објават таму. Треба да ве познаваат, треба да е квалитетно тоа што сте го направиле, да заснова на некакви податоци, примарни секако. Се може би тоа да се лабораториски, може да се апликативни, може да се примарни податоци од теренски истражувања во општествените науки. Значи не е лесно. Двајца мислам дека беа од МАНУ и третиот беше од медицински науки, тоа од Штипскиот универзитет. Значи, за да дојдеме до таму, треба вложување во овие луѓе и многу повеќе, да се мотивираат младите, најдобрите млади или оние што најмногу имаат капацитети да влегуваат на УКИМ, да се прави концентрација на квалитет на УКИМ, институциите да вложуваат во нас, резултатот сам ќе дојде за многу брзо време. Така, и велите како исто така еден значаен фактор, нешто што навистина е интересно и би сакал да му обрнеме внимание, го издвојувате се општиот пат на квалитетот на човечкиот потенцијал на универзитетот. Велите на универзитетот работат исти или слични кадри какви што постојат во општеството. Што значи ова? Тоа значи пораз за државата. Еве да не спомнам никаква институција, затоа што сите сме помалку виновни за тоа. Еве ќе ја цитирам една моја колешка која знае да искритикува и мене и некои други, сакам да дебатирам со колеги. Професорката Кристина Колозова имаше еден цитат пред неколку денови, каде што каже дека пораз е за оваа држава, не тоа што нема нови листи, туку тоа што наши 1000 студенти секоја година се запишуваат на словенечките универзитети. Без никаков проблем, без партиципација. Значи, овие 1000 млади луѓе ние ги губиме во старт. Што останува? Останува можеби помалиот квалитет, просекот, и тоа Словенија е само еден пример. Ние треба да се замислиме каде одат нашите млади. Зошто го губиме овој потенцијал? Од тие 1000 млади луѓе, јас не верувам дека ни 2/3 тие ќе продолжат натаму да одат некаде натаму во светот. Ние мора да го задржиме тој квалитет. Тој квалитет не се создава лесно. И ние мораме да вложуваме во младите, да направиме оваа престижна професија и да бидеме консултирани ние професорите. Јас имав еден мал излет во политиката, се обидов да направам услови за повеќе, не успеав и затоа што не успеав се повлеков, затоа што тоа што го објаснував како треба да биде и што треба да направиме, не беше направено. Чувствував некаква одговорност и се повлеков затоа што тоа не го правиме. Но може да се направи, треба да изнајдеме и сила и ресурси, да нешто поправиме. Така. И да завршиме малку позитивно, велите поединечните успеси на 6 професори кои секоја година се наоѓаат на листата, ги споменавме веќе во интервјуто, на топ научници во светот, покажуваат дека сепак има надеж за македонското образование. Како што почнавме, така сакам и да завршиме. Ете, не требаат и многу години, ако почнеме веќе од утре, резултатите може и следната година да дојдат. Се е до луѓето. Општеството ни е многу паднато, но мора да повратиме и надежта, и вредностите, и мора да ги мотивираме луѓето за да работат. Мислам дека има надеж, имаме капацитет, имаме луѓе кои се уште сакаме да работиме, сакаме да истражуваме. Само таа комуникација, тој диалог со институциите, тие буџети кои се трошат можеби на погрешен начин, да се насочат таму каде што се потребни. И тој индивидуален успех да биде успех и на универзитетот, но сепак и успех на државата. Така. Професоре, благодарам за одговорите. Навистина, можеби одземав малку повеќе време од планираното. Ви посакувам пријатен и успешен работен ден.